Сега е време и да го живееме животот што Бог го има за нас на земјата. Ние сме на земјата и сите имаме некаков живот што треба да го живееме на оваа земја. Да тоа говори текстот што ќе го разгледаме оваа вечер, но пред да поминеме на текстот, еден живот накратко. Ќе разгледаме една кратка биографија на Јован Кронштадтски. Познате со таа мисла, Христос е се за нас, затоа ние треба да бидеме се за Христос. И тоа е човек кој навистина, за него навистина Христос бил се и навистина тој бил се за Христос. Јован Кронштадтски бил свештеник во Русија во минатиот век или предминатиот век, во една губернија, Кронштадт, некаде во северниот дел во Сибир некаде. Уште од мал покажал интерес да слугува на Бог и кога веќе пораснал, завршил духовни училишта, решил да отиде во Кронштадт. Губернијата Кронштадт била позната по тоа што таму живееле претежно отпадници, криминалци, пијаници. Имено политиката на царевите, на властите била таму да ги праќаат проблематичните луѓе во Сибир. И ако можел да бира кај што сака да служи, тој решил да отиде таму во Кронштадт и да им помага на тие пропаднати луѓе да го најдат патот до Бог и да живеат со Бог. Бидејќи сакал да биде свештеник, според каноните на православната црква требало да се ожени. Се оженил со некоја исто така посветена жена и се договориле до крајот на животот да живеат како брат и сестра. Никогаш да немат интимни односи, да немат деца. Посветено, целосно да живеат за Бог. И навистина живеел така, барем според она што пишува, што останатите пишуваат за него во тоа време. Излегувал низ градот, низ целата област, патувал и по цел ден само служел на Бог, им помагал на луѓето да се оттргнат од лошиот пат и да тргнат по патот, по Божиот пат, патот што води кон Бог, кон Божиото царство. Сите средства што ги добивал, а бидејќи бил познат како честен човек, му праќале многу средства од секаде. Сите средства ги давал на бедните луѓе. Има една случка која што раскажа еден човек од тоа време, кој бил пијаница, имал деца, семејство, кога се вратил дома, видел непознат човек, кој препознал потоа дека тоа е Јован Кронштадтски. Во прегратките, во скутот ги држал децата и ги гаljал и им зборувал нешто нежно. И човекот вели, во првиот момент сакав да го избркам. Меѓутоа, некако го фатило страм, зашто тој никогаш до тој момент не се однесол така нежно кон неговите деца. И почнале разговор и Јован му рекол, таму каде што има деца, семејството каде што има деца, каде што живеат деца, е рајско место. Немој да го претвараш рајското место во пекол. И по тој разговор човекот бил толку изобличен за неговиот живот, што престанал да пие и станал навистина посветен човек на Бог. Според она што пишува за него, се случувало многу често кога ќе излезе надвор со обувки, со палто, со облека, да се врати бос и без облека. Кога ќе видел некој сиромашен, бос, гол, му давал облеката. Се што имал, се давал за служението. И гласот за неговите успеси одел надалеку и по текот на неговото служење целата таа губернија се променила. Луѓето на вистина почнале да бараат нов начин на живење, почнале да одат по Божиот пат. Зошто го кажам се тоа? Текстот што ќе го изучуваме денеска од книгата Проповедникот говори за животот на земјата, говори за тоа да се радуваме на јадењето, пиењето, облеката, на односите во семејството, на работата и така натаму. И ние живееме таков живот. Но кога читаме за такви луѓе како Јован Кронштадтски, се појавува некакво чувство на вина. Зашто сепак јас не сум како него.
a i duhovna inferiornost se pojavava. Jaz imam stan, deca, semejstvo, imam kola, televizor, telefon, mnogo работи od koji некои луѓе кои решиле целосно да се посветат на Бог, се лишиле од тие работи. Се лишуваат заради Бог. Не сум како нив, не сум толку посветен како нив. И во тој поглед и таа духовна инфериорност се појавува. Зошто? Зошто тие луѓе целосно се предаваат на Бог. Дури се откажуваат од тоа да имаат семејство, да имаат брачен партнер, да имаат какви да е богатства, живеат скромни, сиромашна облика, живеат испоснички, за да можат да се посветат целосно на Бог. И се појавува тоа чувство некако. Не сме како нив. Ние повеќе уживаме и се насладуваме на земните задоволства. Не сме толку посветени на небесните нешта. И овој текст што ќе го разгледаме, пак ни вели. Ние сме на земјата, живееме живот на земјата, затоа треба да се насладуваме на земните работи. Малку како да успокојува овој текст што го пишува мудриот Соломон. Значи, изучуваме книгата на проповедникот, која е напишена според традицијата од Соломон, царот Соломон, според Библијата, најмудриот човек на сите времиња. И воден од Светиот Дух има поуки во овој текст кои нудат така освежување во овој свет во кој живееме, тажен, безнадежен свет, а исто така не советува дека е добро за човек да се насладува на благословите од Бог што му ги дава тука на земјата, овде на земјата. Добро е за човек да се радува на јадењето, пиењето, облеката, на животот со семејството и на работата што е работи. Ке го читаме текстот, прво ке го прочитаме целиот, а потоа ќе видиме малку по малку што сака Бог да ни каже преку овој текст за кој веруваме дека е вдахновен од Бог. Ајде вака. Значи, 10 стиха има, малку е посетно овде, а потоа ќе го видиме со покрупни букви. И се во ова го ставив во срцето свое, за да испитам дека праведните и мудрите нивни дела се во рацете Божи и дека човекот не знае ни за љубов, ни за омраза во сето тоа што е пред него. За секој и за сите е едно, една судбина за праведен и неправеден, за добар и лош, за чист и нечист, како за оној кој пренесува жртви, така и за оној кој не пренесува, како за добар, така и за грешник, како за оној што се колне, така и за оној што се плаши од клетва. И токму тоа е најлошо од се што се случува на земјата, дека еден е крајот за сите, па затоа срцето на синовите човечки е полно со зло и безумие има во срцето нивно додека се живи, а потоа тие умираат. Кој е меѓу живите има уште надеж, бидејќи и куче живо е подобро отколку мртов лав. Живите знаат дека ќе умрат, а мртвите ништо не знаат. И веќе за нив нема награда, зашто и споменот за нив е предаден на заборавот. И љубовта нивна, и омразата нивна, и љубомората нивна веќе исчезнале и ќе немаат дел довека во ништо што се случува на земјата. И така, оди, јади го радосно лебот свој и пии го со радосно срце виното свое, кога Бог има наклоност кон твоите дела. Во секое време облеката да ти биде празнична и секогаш да има мирисливи мазила на лицето твое. Во сите дни на својот суетен живот, насладувај се од животот заедно со жената што ја сакаш и која ти е дал Бог на земјата за сите твои суетни дни, зашто тоа е твој дел во животот и во твоите трудови со кои се трудиш на земјата. Се што може да врши раката твоја, според силите твои врши, зашто во гробот, каде што ќе појдеш, нема ни работа, ни размислување, ни знаење, ни мудрост. Многу типично за Соломон почнува со песимизам. Сето тоа звучи така на почетокот песимистички. Судбината на човекот е смртта и сите имаме една иста судбина. И пак ќе повториме, нели, зашто станува збор, на места како да
си противречи на сами од себе. На почетокот говори за судбината на секој завршува на крајот во гробот, а пак понатаму продолжува и вели и добро е човек пак да се радува на она што Бог му го дава на земјата. На почетокот на 4 глава, ако се сетите, Соломон, очаен обесхрабрен од неправдите и злото на земјата и од истиот крај што ги очекува сите, вели, па подобро е за човек и воопшто да не живее. Зошто да бидеме живи кога се соочуваме само со неправди и со зло на земјата? Пак најдобро на оние кои воопшто не се родиле. Ти никој пат не се мачеле како што се мачат оние кои живеат на земјата. Овде пак вели, добро е човек да биде жив. За оној што е жив има надеж. Каква е надежта? Па се насладува на она што Бог му го дава на земјата. Зашто се работи? Ај пак ќе повториме. Во оваа книга Соломон го разгледува животот преку различни филозофски школи или преку филозофски погледи за животот. И она што доминира, представата за животот која доминира во книгата, е она материалистичката, она која многу популарна денес. Повеќето луѓе денес не веруваат дека има живот после смртта. Повеќето луѓе веруваат дека животот на човекот почнува со раѓањето и завршува со смртта. Животот на човекот е она што се случува на земјата. Човекот, реалниот живот на човекот е она што овдека ќе го направи, образованието што ќе го стекне, богатството што ќе го заработи, задоволствата во кое што ќе ужива на земјата и нема ништо повеќе. Тоа е, велат, животот. И затоа најчестата фраза во книгата Проповедникот е животот под сонцето. Она што е на земјата, под сонцето. И Соломон вели, во ред, ајде да видиме тогаш на што се сведува човечкиот живот, ако неговиот живот е само она што се случува на земјата. Што му останува на човек? Или каква е смислата за човекот да живее, ако нема вечен живот, ако не постои Бог? Ако неговиот живот почнува со раѓањето и завршува со смртта. И неговиот заклучок, и тоа е втората најупотребувана фраза во книгата Проповедникот, неговиот заклучок е дека се е суета на суетите. Се е гонење на ветар. Некој пат вели суета на суетите, некој пат вели гонење на ветар. Образованието што ќе го стекнеме, сето богатство што ќе го заработиме, сите задоволства кои ги уживаме на земјата, се што ќе постигнеме на земјата е гонење на ветар. Зошто? Зошто ако смртта е крајот на нашето постоење, ако со смрт одиме во непостоење, тогаш каква е ползата да се трудиме на земјата? Каква е ползата да живееме праведен живот? Каква е ползата да се стремиме кон добро, кога секој, и добриот и лошиот, и богатиот и бедниот завршуваат на ист начин, имаат еден исти крај. Па дури, како што велеше марксистичкиот материализам, диалектичкиот материализам, ако ние со нашите усилби придонесуваме за градење на поправедно општество, се поправедно и поправедно општество кое на крајот ќе премине во комунизам, ако ние сите придонесуваме за тоа, пак на крајот на краиштата има крај дури и животот на земјата. Конечно на крајот ќе заврши животот на земјата. И каква е ползата на сите оние кои се труделе за градењето на едно такво поправедно општество, кога животот на земјата сите веруваат дека на крајот ќе заврши. Сите наши усилби, сиот наш труд на крајот ќе заврши во правот, во пепелта. Да, за некои луѓе, трагите од неговото суштествување, постојање побавно бледнеат. Трагот од нивното живење останува во наредните генерации. Но на крајот на краиштата, од кога ќе помине доволно време, секој ќе биде заборавен. И трудот на секој се заборава. И затоа Соломон вели, ако животот на човекот е само она што се случува на земјата, се што прави е суета на суетите. Сите негови усилби, сите негови напори, сите негови достигања се суета. И оној што има големи титули и дипломи, и оној што нема ништо, на крајот завршуваат на ист начин. Судбината е иста
за сите. И затоа каква е воопшто смислата да се трудиме овдека на земјата. Рековме дека ова е една од представите за животот што во книгата е изнесена. Има и други представи. На крајот, во 12 глава, ја гледаме вистинската поента на Соломон. Затоа најдобро за човек е да живее со Бог. Зашто животот не е само тоа што е на земјата. Животот продолжува и после смртта. И нашите уселби на земјата не се безнадежни, не се безсмислени, зашто нашиот труд на земјата се валоризира со богатства кои остануваат во целата вечност. Од тоа што правиме на земјата зависи каква ќе биде нашата вечна дестинација. Од животот што го поминуваме на земјата ќе зависи дали ќе живееме со Бог или ќе живееме оддалечени. Дали ќе го поминеме животот во Божјото царство или ќе го поминеме тамо каде што е се спротивно на Бог, во темнината, не во светлината. Затоа е советот на Соломон да се трудиме да живееме праведно, да се трудиме да живееме побожно, да се трудиме да бидеме добри, зашто на крајот на краиштата, и тоа е последниот стих во книгата Проповедникот, Бог ќе суди праведно се. Ќе го суди секого и ќе го суди секој човечко дело, и тајно, и јавно. И тоа е последниот стих во книгата. Така завршува целата книга, со предупредување. Не е напразен човечкиот живот. Да, времето носи се, но на крајот Бог, Божјата правда, соодветно балансира се. Правдата си го добива заслуженото, злото си го добива заслуженото. И сега, во таа една збирка на размислувања на царот Соломон, доаѓаме во овој момент во кој што вели, а како да живееме на земјата? Фактот што еден ден сите ќе отидеме во смрт, фактот што судбината на сите нас е една иста, дали треба да не доведе до фатализам? Зошто да живееме? Одговорот на Соломон е, сега е времето. Сега е времето да живееме на земјата, да го живееме животот што Бог го има за нас на земјата, на правилен начин. Зошто ќе дојде време кога нема да можеме да го живееме она што сега ни е дадено на земјата. Зошто кога ќе ја напуштиме земјата, нема повеќе враќање на земјата. Сега е времето да го живееме животот на земјата. Ајде да видиме стих по стих или дел по дел како ја гради оваа теза Соломон, за да стигне во 7 стих до оној заклучок. И затоа со радост да го јадеме лебот што Бог ни го дава. Во првиот стих почнува со констатацијата дека се е во Божите раце. Се ова го ставив во срцето свое, за да испитам дека и праведните, и мудрите нивни дела се во раците Божи. И човек не може, не знае ни за љубов, ни за омрза во сето тоа што е пред него. Се е во Божите раце, нашите животи се во Божите раце и ние не знаеме што носи утрешниот ден. И затоа вели човекот не знае, бидејќи не знае што го очекува, тој не може ни со радост да го очекува утрешниот ден, нити пак со омраза. Зашто ако знаеш дека утрешниот ден носи нешто добро, тој со радост ќе го очекуваше. Ако знаеш дека утрешниот ден го очекува нешто лошо, со омраза ќе го очекуваше. Идејата е дека човек не знае што го очекува утре. И затоа вели, кај него нема ниту омраза, ниту пак љубов за она што го очекува. Бог е оној што го носи утрешниот ден. Но иако никој од нас не знае што го очекува утрешниот ден, знае во крајна мера што го очекува. Која е неговата конечна судбина? А неговата конечна судбина е смртта. Знаеме дека на секој ќе ни дојде крајот. Некој може да каже, ама јас имам многумина кои во болница ги очекува скоро крајот и велат, јас ќе умрам. И сега може да се свати тоа така двосмислено. Секој ќе умре. Некој ќе умрат порано, некој ќе умрат подоцна. Но судбината на сите е една иста. И она што пак е песимистички за Соломон е што сите. И тука има неколку спротивставености кои се следуваат на едно нешто.
И они кои веруваат во Бог, и они кои не веруваат во Бог, имат иста судбина. И праведните, и неправедните, и добрите, и лошите, и чистите, и нечистите, и они кои принесуваат жртва, и они кои не принесуваат жртва, и они кои се добри, и они кои се грешници, и они кои се колнат, и они кои што не се плашат од клетва. Тоест, они кои ветуваат на Бог, и они кои не се плашат да го прекршат она што го ветиле на Бог. Независно од тоа дали веруваш во Бог и си праведен или не веруваш, на крајот сите имаме крај. Или сите умираме. На подолг период сите се мртовци и затоа вели Соломон, бидејќи сите луѓе имаат исти крај, и добрите и лошите, и верните и неверните. Тоа некако создава во човекот чувство за неправда, го исполнува со зло. Она што го говоревме во 3 глава. Човек се прашува, гледајќи го злото на земјата и како неправедните и злите успеваат, човекот си го поставува прашањето, па зошто тогаш да се трудам, да бидам добар? Зошто да бидам праведен, кога и неправедните завршуваат на ист начин како праведните? Кога ќе дојде смртта, таа не прашува дали си бил праведен или неправеден. Таа не прашува дали си бил добар или лош. Смртта доаѓа и го собира она за кој што е дојдена. И затоа вели Соломон, тоа предизвикува во луѓето некакво чувство за неправда и зло. Пак ќе кажем, одговорот беше даден во претходните глави. И на крајот на книгата одговорот е даден. Бог пресудува правилно. Божите тасови на вагата се балансирани совршено. Ќе дојде времето кога Бог ќе пресуди праведно. И затоа нема да остане нито една неправда неказната, нито пак една правда ќе остане, нема да остане ненаградена. Затоа треба да се трудиме да го живееме животот праведен, зашто животот не е само ова што е на земјата. Животот продолжува во целата вечност. Ова што го живееме на земјата е една прашинка во споредба со она што не очекува во целата вечност. Од тоа како живееме овдека зависи нашата судбина во вечноста. И затоа треба мудро човек треба мудро да го живее животот на земјата. И веќе од кога доаѓа нели до тие констатации, и сега прашањето е добро сега, бидејќи сите умираме, дали да западнеме во некаква депресија и фатализам, тогаш зошто воопшто да живееме. Не. Си има време кога живееме на земјата, има време кога живееме во вечноста. И додека сме на земјата, треба да живееме како што одговара на човек да живее на земјата. Кој ми ги оживите, има уште надеж. Каква надеж? Надеж да живее на земјата и да се насладува на нештата кои Бог му ги дава на земјата. И тука дава една споредба со куче и со лав. Мртвиот лав може многу по-супериорно и побаво да живее на земјата, но живото куче може на многу повеќе нешта да се насладува на земјата отколку мртвиот лав. Може си цар или просјак. Живиот цар може многу повеќе да реализира во животот од просекот. Но мртвиот цар, тоест живиот просек, да кажеме, многу повеќе може, тоест единствено тој може, успоредно со мртвиот цар, да го живее животот на земјата. Која е поентата овдека на Соломон? Оние што се живи на земјата, само тие можат да го живеат животот на земјата. Зошто, кога ќе го напуштиме животот, вели, завршува споменот за нив и веќе со се што биле врзани за земјата прекинува. Оние што заминуваат од земјата, расчестуваат со се на земјата. Затоа, живеј го животот на земјата, земниот живот додека си жив. Ако си жив, Божјата волја е да го живееш оној живот што тој го има за тебе на земјата. И сега, што значи сето тоа во тој контекст што го зборувавме досега? Ај, се обидиме да бидеме малку појасни. Почнавме со различните погледи на животот. Има аскетски погледи, ние сме христијани и треба да се лишиме од се земно. Има хедонистички погледи.
Ние сме на земята и само животот на земята е наша судбина. Никаков друг живот не постои. Има и друга опција, има и друга представа за животот. Ние живееме на земјата, но живееме на земјата за да го прославиме оној кој ни го дава она што го имаме на земјата. И така јади го радосно лебот свој и пи го со радосно срце виното свое. Кога Бог има наклонетост кон твоите дела. И тука малку тоа буни кога Бог има наклонетост. Идејата е, штом Бог решил да ти дава нешто на земјата, радувај се на тоа. Бог ти дава храна, со радост насладувај се на храната. Бог ти дава вино, со радост насладувај се на виното. Бог ти дава облека, носи ја облеката со радост. Секој ден носи празнична облека. И понатаму продолжува со односите со брачниот партнер и со работата. И тука имаме неколку области. Тој го дели земниот живот во неколку области, но основната идеја е, се додека сме живи, Бог сака да го живееме животот на земјата и да се радуваме на тоа тој што ни го дава на земјата. Неговата поента е, независно од тоа што се случува, да, има неправди. Животот не е фер. Не едни носи едно, на други носи друго. И притоа животот не гледа на кого што носи. Може на добри луѓе да им донесе лоши нешта, на лоши луѓе да им донесе добри нешта. Независно од сето тоа, живеј го со радост за животот што го имаш на земјата. Зошто? Има време кога живееш на земјата и потоа нема време кога живееш во вечноста. Таму нема време. Потоа преминуваш да живееш во вечноста каде што нема време. Додека си на земјата, живеј го животот на земјата и насладувај се, радувај се на благодетите што Бог ти ги дава на земјата. И тука, како што можеме да видиме, има три области. Една е таа материјална област. Насладувај се на храната, на виното, на облеката, физички некакви задоволства. Потоа продолжува во наредниот стих, 9-тиот, насладувај се на жената што ја сакаш, што Бог ти ја дал, и на крајот завршува и се што може да врши раката твоја според силите твои, врши ги. Значи, и тука е она област, работа, образование, мудрост, придобивање на знаење, реализирање на знаењето, кариера, стекнување на богатство, врши го сето тоа. Фактот што еден ден ќе заврши животот со смрт, не треба да те обесхрабрува да се препушиш на фатализам и да кажеш, јас ништо нема да правам, ќе чекам да умрам. Ќе станувам секој утро и ќе чекам да ми дојде смртта. Насладувај се на животот. Насладувај се на благословите што Бог ти ги дава. И сега, говорејќи на ваков начин, размислувајќи на ваков начин, може да прозвучи малку хедонистички сето тоа, што го говоревме досега. Па зар Словото нас не мотивира да бидеме материјалисти и овој живот да го живееме во наслада во материјални работи? Та нели Библијата ни вели дека она што е на небото, дека небесните нешта застануваат се земно, кога ќе ги споредиме нештата на земјата со оние на небото, се обезвреднува. Нештата на небото се неспоредливо поблажени и неспоредливо повредни од сите земни нешта. И тоа е така, навистина е така. И зар не е најважно од се нашата општина со Бог, со Исус Христос? Зошто да го поминуваме времето во општина со луѓе, во радосни мигови со луѓе, кога нашиот приоритет треба да биде општењето со Бог? И на крајот на краишта, зошто да работиме други работи на земјата, кога единствено вредна работа е служењето во црква, да имаш некаква служба во црква. Има луѓе кои велат дека единствено службата за Бог, духовната служба има вредност. Се друго што правиме е безвредно. Дали навистина е така? И да, ќе се согласиме дека во Библијата пишува, например во Колосјаните 3 глава 2 стих, дека нашиот поглед треба да биде кон небесните нешта, не кон земните. Дека нашиот фокус треба да биде кон небото, а не кон земјата. И сега Соломон овдека ни вели пак
насладувај се на земните работи, на земните нешта. Фокусот да ти биде во земните работи. Кој е проблемот? Како да го решиме, како да тој конфликт може би што се јавува овдека и на други места во Библијата. Има во христијанството, и тоа се случувало преку целата историја на христијанството, луѓе кои застапуваат така наречена теологија на хиперескатологија. Што значи таа хиперескатологија? Есхатологија е она што ќе се случува на крајот на времето. Христос ќе дојде, ќе суди, ќе дојде новото небо, новата земја. Тоа е есхатологијата. Има луѓе кои живеат во таа есхатологија, така што забораваат дека се уште не настапило тоа време, тоа забораваме дека живееме на земјата. И ние не можеме да го живееме животот на небото сега на земјата. Да, јас сакам да го гледам Исус Христос лице во лице, како што ќе го гледаме во Небесното царство уште сега. Но не можеме сега да го гледаме така Исус Христос. Тоа ќе биде можно кога тој ќе дојде во слава и величие. Јас сакам да не носам облека и моето тело да не се распаѓа. Тоа ќе се случи кога ќе дојде есхатолошкото време, кога Бог ќе ни даде прославени тела. Сега живееме во облека и сега се храниме. Живееме на земјата. Има луѓе кои велат ние треба да се храниме. Да, штом мора да се храниме во ред, тогаш да се храниме со најбедната храна, да ја носиме најскромната облека и колку што може повеќе да се лишиме од земни работи. Зашто така ќе угодиме на Бог и тоа е духовноста. Така се мери духовниот живот на луѓето. Вистината е дека ние живееме на земјата и Бог сака овдека на земјата, во се што правиме на земјата, да го прославуваме нашиот небесен татко. Молитвата Отче наш, во таа молитва бараме неговата воља да биде како на небото, така и на земјата. И ние во се што правиме ја извршуваме неговата воља сега на земјата. Не можеме да извршуваме на небото зашто не сме на небото. Тоа значи дека се што правиме треба да го правиме за слава на Бог. И во јадењето, и во пиењето, и во обликувањето, и во работата, и во односите со луѓето, ние го прославуваме Бог. Му даваме слава на Бог сега на земјата. И сега, дали фактот што ние се правиме за слава на Бог значи дека ние треба се да правиме на штета на задоволството? Дали може да се насладуваме и да се радуваме на земните благослови и да му дадеме слава на Бог? И јас мислам дека ние можеме да се насладуваме на земните благослови единствено ако сето тоа го правиме прославувајќи го Бог. И тоа е идејата овдека. Нема конфликт меѓу уживањето во земните задоволства и славењето на Бог. Поентата на Соломон е, ние сме на земјата, создание кој сега живееме на земјата. Се што имаме во овој живот е дадено од Бог. И ни е дадено за да се насладуваме на сето тоа и да го прославуваме Бог. Да живееме радувајќи се на Божјата љубов и добрина во даровите што ни ги дава сега на земјата. Значи ли пак тоа дека треба да ги осудиме оние кои решиле, како Јован Кронштадтски, или неговото вистинско презиме е Сергеевич, Јован Сергеевич, дали треба да ги критикуваме луѓето кои решиле да живеат така испостнички? Никако. Ако Бог ме повикал да заминам во Африка и таму целосно да се доверам на снабдување на моите потреби по неговата милост и благодат, треба да го направам тоа. Но ако Бог решил да живеам во Скопје и да имам семејство и деца, треба да живеам онакако што Бог побара од мене да живеам, онакако што е неговата воља за мене. Проблемот е што оние кои решиле да живеат аскетски ги осудуваат оние кои се насладуваат на земните задоволства или, ај така да кажеме, нормален живот живеат, иако не знам што значи нормален живот.
И како воопшто може да се живее нормален живот, кога после Еденската градина и падот во Еденската градина, веќе ништо не е нормално. И не може да има нормален живот. Проблемот е што аскетите ги обвинуваат оние што живеат нормален живот во хедонизам, оние пак што живеат нормален живот велат, па тие не го разбрале вистински христијанството. А вистината е дека Бог има план за секого. Бог бара од некого да замине во Монголија и таму во планините да им проповеда на некакви безбожници и да го презема тој ризик, така да кажеме, на Божиот повик. А па Бог има повик за други да работат како лекари и да лекуваат луѓе. Бог има повик за секого. И оној што го разбрал Божиот повик и го живее животот, остварувајќи го Божиот повик, ја врши Божјата воля на земјата. Бог повикал луѓе целосно да го посветат животот на него и единствена нивна служба да биде служење на Бог во духовна служба, а некој го повикал во некаква земна работа повторно да му служи на Бог. Ајде да се вратиме на поентата. Значи, нема овдека хедонизам во овие зборови на Соломон. Има една реална представа на животот. Ние сме на земјата. И Бог се грижи за нас на земјата и по неговата љубов и бидејќи Богот со добрина ни дава блага, ни дава благослови на земјата на кој треба да се радуваме. Инаку било нелогично, Бог ни дава блага, а ние со тага ги зимаме и се обидуваме што може повеќе да се лишуваме од тие блага. Другиот екстрем е кога целосно нашиот живот ќе го посветиме на земните работи. Не се работи овдека за таков повик. Живеј само за земното. Не, радувај се на оние блага што Бог ти ги дал. Штом Бог ти дал блага, со радост конзумирај ги тие блага. Ајде да видиме сега кои беа тие три области. Ке се навратиме на нив. Првата е левот, виното, облеката. Или, може да кажеме, оние физичките работи. И тука има две линии кои се издвоиле во христијанството из историјата. Едната линија е дека човек треба да се храни со скромна храна, не смее да пие ништо друго освен вода и да ја носи најскромната облека што може да постои. И пак ќе кажам, ако некого Бог го повикал така да живее, ако тоа е Божјата воля за него, нема осудување. Треба да живее на ваков начин, како Јован Кронштадтски. И не само тој, има и други такви. Кој е проблемот? Проблемот е во тоа што ние се обидуваме да ги генерализираме работите. Она што јас сум го избрал како живот, сакам да го наметнам на сите. И позната таква екстремна група од минатиот век, може би најблиска нашите простори, иако овдека не присуствувала, е групата на тинчевистите во Бугарија. Верувам дека Гао ги знае. Се појавил некој Тинчев, човек, по презиме Тинчев, кој почнал да шири учење дека сите мажи треба да ги бричат своите глави, и тој така одел, и да носат мустаки. Тогаш се појавили часовниците, и тој забранил луѓето да носат часовници, зашто часовникот е луксус. И ако носиш часовник, ти на раката го ставаш сатаната. Косата треба да ја бричеш, зашто правењето фризури е суета. И кога ти правиш фризури и застануваш пред огледалото, му се поклонуваш на сатаната. И затоа оделе голи глави. Жените биле задолжени сите да носат шамии. Не користеле возови. Во тоа време се појавиле возовите, царот поставил железнички линии, користеле коњи и магариња за превоз. Во ред, ако Бог ги повикал на таков живот, треба да го живеат. Зашто пишува, ако нешто правиш, а не си убеден во тоа што го правиш, правиш греф. Значи, они ако се убедени дека треба така да живеат, а не живеат така, грешат. Но јас ако не сум убеден дека треба да живеам така и живеам така, повторно правам греф. Проблемот е во генерализирањето на нештата.
Апостол Павле предупредува дека ќе дојдат лажни учители кои ќе им забрануваат луѓето да јадат определен вид храна, а кој Бог ги дал со благослов, со благодарност да ги јадеме. Исто така ќе видиме понатаму, тие лажни учители забрануваат истапување во брак и така натаму. Никој, пишува, да не осудува, во Колосјаните 2:16, да не осудува за јадење или за пиење. Никој да не осудува. Тоа значи, оние што јадат, да не ги осудуват тие што не јадат, и тие што не јадат, пак да не ги осудуват тие што јадат. Туку секој да постапува онака како што смета дека Бог го повикал да постапува. Но основниот принцип е во Коринтијаните, 1 Коринтијани 10:31. Што е да правиме? Дури и ако јадеме и пиеме, да го правиме за слава на Бог. Е тоа основниот принцип. Ако не јадеш, ако не носиш часовник, и ако мразиш фризури и облик одреден вид, прави го тоа за слава на Бог. Ако јадеш, прави го пак за слава на Бог. Тоа е принципот. Прославувај го Бог во се што правиш. Се, ако ги говориме овие работи, има повторно и други принципи кои коригираат. Например, ние треба да се насладуваме во јадењето што Бог ни го дава, во исто време пак треба да внимаваме стомакот да не стане нашиот Бог. Да не западнеме во цревоугодништво. Има луѓе кои јадат за да опстанат во живот, а пак има луѓе кои живеат за да јадат. Јадењето станува смислата на нивното живење. Јадењето се претвора како идол во нивниот живот. Има ограничувања. Верувам дека и никаде во Библијата не пишува дека пиењето вино е греф, но и многу јасно пишува дека опивањето е греф. И човек решава. Ако за човек, како мене, не е добро воопшто да пие, подобро да не пие. Ако човек е под 18 години, тој па воопшто не треба да вкуси. Зошто? Законот забранува. Власта забранува. Власта вели, под 18 години е забрането консумирањето на алкохол. А што пише во Библијата? Секој непочитување на власта е греф. Си има регулативи, како да ги правиме работите, како да се однесуваме. Не е греф да носиме различни видови облека. За мене е неразумно, за некој партал на кој што има специјален бренд, да дадам 5 пати повеќе пари од истиот партал кој што го нема тој бренд. Секој има слободата да реши што ќе прави. Но Бог ни дава и разум на крајот на краиштата. Многу поразумно е таа разлика, голема разлика од суми, за некакви брендирани работи, модерни и некакви обични, да ја дадеш за децата, да си платат образование. Но на крајот пак Бог на секого му дава да реши според разумот. Книгата Проповедникот е книга на мудроста, книга која треба да направи да бидеме мудри, да живееме мудро во овој живот. Како Божји луѓе, Бог ни дал луѓе околу нас и да се насладуваме на односите со луѓето, да имаме радосни мигови, да празнуваме заеднички, да јадеме, да пиеме, да се радуваме на пријателството, да се радуваме на семејните односи што ги имаме, родителот на децата, брачните партнери да се радуваат еден со друг со заедништвото, зашто живееме на земјата, живееме со луѓе на земјата. Има луѓе кои велат човек треба да го гради само заедништво со Бог и сите други заедништва треба да ги раскине. И има такви христијани кои ги раскинале сите односи со сите луѓе и се осамотиле да живеат само со Бог. Ако Бог ги повикал на таков живот, нека го живеат. Мене Бог ме повикал да живеам меѓу луѓе и заедно со луѓето да го градиме Божјото царство. Секој треба да живее онака како што Бог го повикал. А при тоа, целта на човекот, целта во човечкиот живот не е да се лишува од добрата што Бог му ги дал. И на крајот завршува со трудот, со работата. Пак ќе кажам, има луѓе кои велат само службата во црква е работа, е труд кој има вредност. Се друго е безвредно. Има луѓе, и сум чул такви луѓе, еден човек еднаш рече,
мојата служба како председател на духовниот одбор е позначајна од службата на председателот на државата. Јас не би се согласил со таква констатација. Има друг критериум кој одредува колку нешто е важно и колку нешто е вистински вредно пред Бог. Ако јас ја вршам работата што Бог ми ја дал да ја вршам, работата за која Бог ме повикал, има вредност. Можам и цел ден да проповедам на луѓето надвор и пак да не сум угоден на Бог, а некој може да работи во рудник, на градилиште или во болница и пак да биде поугоден од мене. Се зависи од тоа зошто го правиме тоа што го правиме. Ако духовната служба не е за слава на Бог, ако не е како за Бог, нема никаква полза. Ако мојата служба во училиштето, во градинката или пак во рудникот, во банка, каде да е како за Бог и за Божја слава, тоа е служба која има вечна вредност. Служба која ќе ми донесе вечни бенефити во Божјото царство. Основното прашање не е што работам. Основното прашање е дали го работам оно што Бог сака да го работам или дали го работам за Божја слава. Нема духовна служба, нема светска служба. Се во нашиот живот треба да биде прекршено преку духовна призма. Во се треба да ги видам духовните бенефити. Во се треба да го прославам Бог. Има еден таков стих во Колосјаните 3:23. Се што правите, правете не како за луѓе, туку како за Бог. И не е ограничено ова само за духовната служба. За секоја друга служба. А кога некоја служба и оние што се надвор од црква, и оние што се во институциите во општеството, ако тие служби се прават како за Бог, тие стануваат духовни служби. И затоа, овој совет на Соломон, бидејќи се што правиме, го правиме како за Бог, се треба да го правиме сериозно. Треба да гледаме сериозно на образованието во нашиот живот и да се стремиме кон образование, да се оспособиме добро за служба. И во црква, и надвор од црква. Кога ќе се оспособиме добро за служба, таму каде што Бог не поставил, да работиме одговорно. Тоа што сме го стекнале како знаење, да го реализираме во нашиот живот. Да се трудиме во се, зашто се што правиме треба да го правиме како за Бог, знаејќи дека се што правиме носи вечна слава. Не е само за земјата, туку се што ќе изработиме овдека на земјата е инвестиција во вечниот живот, во Божјото царство. И ако така гледаме на работите, тогаш ќе се радуваме на секоја можност што Бог ни ја дава. Секоја можност што Бог ни ја дава е отворена врата, прво да го прославиме Бог, второ да најдеме задоволство од таа работа и трето да натрупаме богатство за вечноста. Кога Бог ми дава јадење, тоа е можност да го прославам Бог, да се настадам на таа храна и во сета таа активност да извршам духовна служба. Ако Бог ми дава можност за образование, тоа ми представува радост, се насладувам на таа работа и го прославам Бог за таа наслада што ми ја дава. Тоа е животот на земјата. И тоа е поентата на Соломон овдека. Живееме на земјата определено време. И додека живееме на земјата, да го изживееме животот максимално. Повикот на Соломон е живеј го животот. Но не можеме да го живееме животот без Исус Христос. Без Исус Христос животот е само илузија. Само си вообразуваме дека живееме. Животот без Христос е ништо. Суета на суетите е празнина. Животот со Христос се живее вистински. И тогаш можеме да се насладуваме на се што ни дава Бог во овој живот. Тогаш и храната, и облеката, и односите со луѓето, и работата што ја работиме,
стануваат наслада и можност да се прослави Бог. И нека Бог ни ја даде таа мудрост да се радуваме на даровите што Тој ни ги дава и при тоа да не заборавиме дека нашата радост е во дарителот, а не во даровите што ги добиваме. Нашиот фокус е кон оној што ни ги дава нештата, а не кон нештата што ни се дадени. Се радуваме на благословите, но за да го прославиме оној што ни го дава дарот во животот, оној што ни дава се на што се насладуваме овдека на земјата. Амин.